Почитувани, добар ден. Во неделното интервју на Радио Слободна Европа разговараме со председателот на Сојузот на синдикати на Македонија, Слободан Трендафилов. Господине Трендафилов, се наоѓаме на крајот на 2025 година. Во една реченица, како би го опишале работничкиот стандард за годинава? Во една реченица е малку, меѓутоа недоволен. Работничките плати на дното и за жал нема социјален диалог по пат на кој можеме да ги подобриме работничките права. Борбата беше да ги зачуваме и да ги напредиме, меѓутоа социјалните партнери, владата и работодавачите одбиваа да го сторат тоа. Министерот за економија кажа дека ви ја доставиле методологијата и очекуваат периодот да доставите ваши забелешки за просечната потрошувачка кошничка. Што е различно во нејзе од таа што ја имате вие како синдикат? Ставот на ССМ е дека кошнички не ги хранат работниците и граѓаните на Македонија, иако владата се обидува да елиминира вредноста на синдикалната минимална кошница која пресметува ССМ од една причина, а тоа е да истата покажува со колку не може да се преживее, а не дека се живее со толку. Тоа што сакаат да го направат е преку воведување на некоја нова вредност, на некоја просечна владина кошница, да им укажат на граѓаните и на работниците како треба да живеат, како да преживеат, што треба да пазарат, како треба да ги хранат нивните семејства. Разликите се огромни. Ако нашата минимална синдикална кошница има вредност од 65.000 денари кои не се доволни за живот за едно 4-члено семејно домаќинство, веројатно нивната треба да биде над 100.000 денари за да отслика просечната потреба на семејствата во Македонија, но интенцијата не им е тоа. Интенцијата им е да покажат дека добро се живее со ваквите мизерни работнички плати. Доставивте забелешки до владата? На седницата на Економско-социјалниот совет, каде што беше презентирана новата методологија, од тоа што тогаш можевме да го видиме и тогаш им го кажавме, веќе една година има поминато од тогаш, е дека во нашата има вредност за 63 прехранбени производи основни, тие взимаат вредност за 108 прехранбени производи. Тоа ќе каже дека вредноста само за делот за храни и пијалоци кои 23.500-600 денари во синдикалната минимална кошница, тој треба да изнесува колку што е целата вредност на синдикалната минимална кошница. За жал, веројатно, некој некого мести со вредноста на таа просечна кошница, имаат ставено цреши, имаат ставено грозје, сето она што веројатно не го јадат во владата, некој ги го подметнува од страна на министерствата. Имаат ставено јаткасти производи и други екзотични овошје, што македонскиот работник со мизерна плата не може да си го дозволи, но веројатно се воделе од набавките, јавните набавки во влада со кои купуваат екзотични овошја, месо и слично, и веројатно од таму се водат кога ќе ја прават пресметката. Но повторно ќе нагласам, целта на синдикалната минимална кошница и целта на нивната владина кошница не треба да биде да им покаже на граѓаните колку треба да трошат, што треба да купуваат и да набавуваат, туку треба да покаже дека платите се ниски и треба да се зголемат рапидно во што е можно поскоро време. Во однос на платите, по последната седница на Економско-социјалниот совет, рековте дека ако не се договорат, на поинаков начин ќе им ја честитате новата година. Очекувате договор помеѓу владата и работодавците? Цела година не фрлаат во арената да се бориме со лавот од страна на владата. Владата како најголем работодавач се иззема од процесот на преговори за потреба од раст на минималната плата и раст на останатите плати, и тоа мислиме дека е жално. Тоа што нас не загрижува е тоа што не постои веќе социјален диалог, трипартитен социјален диалог, туку диалогот во Македонија е сведен на бипартитен социјален диалог, или пак што ќе каже Економско-социјалниот совет има форма, но нема суштина. Само седиме, разговараме, најчесто не слушаат кои се барањата на работниците и тука завршува целата дискусија, и затоа им кажавме дека немаме повеќе време да чекаме, да седнат да се договорат до крајот на годината, и доколку ја честитаат новата година на работниците со најниски плати, најниска минимална и најниска просечна плата во регионот и во Европа, тогаш работниците ќе им честитаат со протести и штрајкови. Вашите барања за минималната плата да биде 600 евра по работник. Тоа што ние го направивме во изминатиот период покрај диалогот кој го водевме со владата и со работодавачите, покрај протестите кои ги организиравме од почетокот на оваа година, направивме неколку анализи за да покажеме дека аргументирани се барањата на работниците. Спроведовме анкета на која до 600 испитаници кажаа дека минималната плата од 500 евра и денеска се случи веќе е подјадена од инфлацијата и веќе е недоволна за основните потреби за живот, и работниците сметаат дека минималната плата треба да биде помеѓу 600 и 700 евра. Дополнително ги извадивме аргументи
документите на маса обезбедени од Централниот регистар, Државниот завод за статистика и Управата за јавни приходи, кои потврдуваат дека од 2022 година, кога е променета методологијата и изголемена минималната плата, бројот на новоотворени компании е двојно поголем од бројот на компании кои се затворени, бројот на вработени е поголем од бројот на невработени и се континуирано се зголемува бројот на вработени во државата. Добивките кои ги креираме како работници со нашата продуктивност изнесуваат помеѓу 5 и 10.000 евра во нето износ на годишно ниво за сите работодавачи во државата, и ако тоа не е доволен показател, тогаш 73% од вкупниот број на вработени во државата работи и прима плата под просечната плата. Над просечната плата се само функционерите кои моментално примаат плата помеѓу 2 и 2.500 евра наспроти работниците од 24.000. Работодавците, например, сметаат дека треба и да се зголеми продуктивноста. Продуктивноста е зголемена, да им генерирате нето добивка по вработен помеѓу 5 и 10.000 евра на годишно ниво, секој еден работник во државата, и оној кој работи на минимална плата и оној кој работи за повеќе од минимална плата, на својот работодавач кога му генерира добивка, тоа значи ја заработува неговата огромна плата, која, како што покажаа подотоците од еден друг медиум, и 300.000 евра на месечно ниво се исплаќа плата од страна на газдите, кога им овозможувате да имаат следствено на тоа инвестиции, ја заработувате и вашата плата на крајот на криштата, им купувате добри услуги, джипови, станови, викендици, вили и слично, и повторно им останува на крајот на годината помеѓу 5 и 10.000 евра нето добивка по вработен. Продуктивноста на македонските работници е далеку поголема од тоа што тие сакаат да презентираат. Излегоа и предлози, например, да се зголеми минималната плата за дел од секторите. Колку за вас е тоа прифатливо? Тоа решение во 2011 година, кога се воведе Законот за минимална плата на инсистирање на ССМ, се покажа како недобро. Зошто? Затоа што тогаш минималната плата изнесуваше 8.050 денари за сите сектори во државата, освен со исклучок за чевларство, кожарство и текстилната индустрија, кои имаа некаде околу 6.000 денари минимална плата. Сојузот на синдикатите на Македонија ваквата можност која ја предвидува во тогашниот закон ја сруши на Уставниот суд и се потврди дека не може да се мери продуктивноста и не може да се разделуваат категориите на работници со пониска минимална плата. Минималната плата значи да не прима ниту еден вработен во државата плата под тој износ. Над тој износ треба да се договараат со колективни договори висината на платите на работниците, и затоа сметаме дека несериозен е таквиот предлог и се прави дефокус за да се одвлече вниманието во спротивна насока. Зарем вие ќе им утврдувате минимална плата на сектори каде што моменталната минимална плата е 60 или 100.000 денари, вие ќе им кажете нив дека сега во нивниот сектор минималната плата ќе изнесува 500 евра. Сака некој да им ги скрати платите на тие работници кои примаат повеќе од минималната плата денеска. Таквиот предлог е само во таа насока, да ги намалат платите на оние работници кои имаат високи плати моментално во државата. Ние се бориме за најниско платените работни места, за најниско платените работници, и се бориме за да нема ниту една плата под 600 евра во државата. Доколку нема покачување на минималната плата, редовното според закон во март месец би било околу 1.500 денари до 2.000. Дали е потребна промена на формулата на чие договарање учествувавте и вие како синдикат? Во 2022 година, кога протестиравме во месец јануари, во месец февруари и извојувавме зголемување на минималната плата од 15.000 на 18.000 денари, извојувавме и уште една победа, а тоа е методологија со која минималната плата требаше да има стабилен раст. Меѓутоа, недоволен раст во делот на висината на платите. Во Македонија минималната плата не сме да биде под 57% од просечната плата, но денеска, ако ја пресметате 57% од просечната плата, денеска минималната плата требаше веќе да изнесува 26.000 и нешто денари. Дополнително 50% од порастот на трошоците за живот и 50% од порастот на просечната плата е методологија по која се усогласува минималната плата. Ние денеска зборуваме за потреба од дополнително зголемување, затоа што никој не праша кога ги усогласува, односно ги зголемуваат цените на основните прехранбени производи, цените на електричната енергија која еве како честитка за нова година ја добивме, цената на нафтата и на гасот и така натака. Нас не викаат да не консултираат кога ги зголемуваат цените, и затоа бараме зголемување на минималната плата, но вие како влада да се фалите на 4 месеци пред усогласувањето законско на минималната плата со некои 1.500-1.600 денари и да им кажувате на работниците стрпете се само што не сме ви го подобриле животниот стандард со 1.500 денари, тоа е срамно. Затоа велиме дека минималната плата од јануари треба да се зголеми на сите вработени во државата на најмалку 600 евра. Зошто?
затоа што владите во регионот го послушаа Сојузот на синдикатите на Македонија. Во Албанија минималната плата од јануари 500 евра, во Косово 430 од јануари од јуни 500 евра, во Србија 550 евра, да не зборуваме за Босна и Херцеговина. Често ја правите таа споредба со регионот. Дали можеби како синдикат имате информации за одлив на работници во земјите од соседството? Па се разбира, пред некој ден испадна податок дека во Република Хрватска биле издадени на 100.000 потребни работници, односно на 100.000 работни дозволи издадени од тамошната влада, повеќе од 12.000 работници добиле дозволи од Македонија. 10% од вкупната работна сила во Хрватска на која е дадена дозвола за работа е од Македонија. Ако македонските компании не ги загрижуваат 12.500 квалификувани работници да им заминат само за повисока плата во Хрватска и да работат сезонска работа и потоа да се вратат во Македонија, да не работат ништо и па да се вратат за време на сезоната да работат таму, тогаш не знам кого треба да го загрижи тоа. Или пак можеби владата смета дека работниците што ќе заминат од Македонија ќе се вратат со девизите од таму, па ќе подобрат македонската економија, но тоа е несериозно да го размислувате. На крајот на годината сме, истекува рокот за исплата на К15. Има ли пријави до вас за непочитување на оваа обврска? Да, веќе започнавме кампања од почетокот на месец декември да подигнеме свеста кај работниците за потребата од поднесување на пријави доколку регресот за годишен одмор работодавачот не го исплати онака како што е безбеден со општиот колективен договор за јавниот и за приватниот сектор. ССМ е единствениот синдикат кој обезбедил право на регрес за годишен одмор на сите вработени согласно општиот колективен договор за јавниот и за приватниот сектор и преку гранските колективни договори обезбедуваме и повисок процент од оној утврден со општите колективни договори. Работниците треба да се охрабрат да знаат дека доколку се здружат во синдикат, регресот за годишен одмор оваа година нивните колеги кои се членови на синдикат го добија во износ од 80 до 100% од просечната плата и тоа е нешто што синдикатот успеал да го направи за своите членови. Меѓутоа, тоа што загрижува е тоа што голем дел од работодавачите се уште го чекаат последниот датум за исплата на регрес за годишен одмор, односно 31.12. По завршување на годината ги охрабруваме работниците во поголем број да пријавуваат до Сојузот на синдикатите на Македонија, имајќи во предвид дека во минатото се покажа тоа како целисходно за зголемување на износот на регрес за годишен одмор, особено на оние работници каде што некој ќе потпише некаква спогодба за исплата на понизок износ. За среќа, ваквите случаеви согласно пријавите кои доаѓаат до нас се намалуваат од година во година. За среќа дополнително и висината на регресот за годишен одмор кој го исплаќаат работодавачите заради даночното ослободување на висината на регрес за годишен одмор до 80% да не се плаќа данок кон државата, го користат работодавачите за да ги мотивираат работниците, но и тоа не е доволно и сметаме дека само заедно со синдикатите работниците можат да зголемат регрес за годишен одмор и да го добијат на време. Како синдикат тврдите и дека на голема врата се враќа платата во плико. На што ги темелите ваквите информации? Па податоците дека 33% од работниците во Македонија примаат плата под 500 евра, а сите зборуваат дека добиваат плата во плико, односно примаат над 500 евра плата, меѓутоа делот кој работодавачите не го плаќаат на државата, а како нето износ го исплаќаат на работниците е прилично голем. Тука дополнително го подгрева овој податок и информацијата дека тројца работодавачи си имаат исплатено плата во месец јуни во висина од 700.000 евра. Дополнителен момент е тоа што само до 16.000 евра плаќаат придонеси за задолжително социјално осигурување, а останатите пари за разликата до 300 или до 700.000 евра плаќаат само персонален данок, што ќе каже дека работодавачите имаат механизам како да ги извлечат парите од компаниите и потоа да ги вратат на работниците како нето износ во плико, а да го избегнат делот за придонеси за задолжително социјално осигурување кој е 38% од бруто платата на работниците. И уште нешто, независни консултантски компании направија анализа со поддршка на Меѓународната организација на трудот во која утврдија дека близу 250 милиони евра на годишно ниво работодавачите не плаќаат придонеси за задолжително социјално осигурување во фондовите, а ги плаќаат парите на рака на работниците. Ако пресметате на тоа дека само 38% се плаќаат придонеси за задолжително социјално осигурување, значи работодавачите извлекуваат од некаде кеш во висина од 600 до 700 милиони евра за да избегнат плаќање на 250 милиони евра данок кон државата и мислам дека државата треба да биде далеку позагрижена од работниците во оваа насока и токму затоа бараме изголемување на минималната плата на која ќе си ги плаќаат придонесите. Додека ние зборуваме за зголемување на минималната плата, гледаме примери во Европа за 4-дневна работна недела, за 6 часа работни во денот. Колку ние сме далеку од оваа реалност?
Во моменталната состојба сме премногу далеко, но ние како синдикати нема да се откажеме од таа борба. Сојузот на синдикатите на Македонија, кратење на работната недела на 35 часовна работна недела или 34 часовна работна недела, со можност за работа за 4 дена, го предложи пред повеќе од 5 години како решение. Тоа што тогаш не сакаа да не слушаат и денеска исто така и оваа влада продолжува да го прави истото, а гледаме дека има бенефити за компаниите и за владите во државите каде што се воведува таквата мерка, затоа што работниците имаат повеќе време за нивните семејства, повеќе време да посветат на регенерирање на нивната работна сила и зголемуваат продуктивност. Сите податоци, сите анализи кои се спроведени во државите каде што е воведена ваквата можност покажаа дека продуктивноста е зголемена, работниците се позадоволни, а платите се зголемили исто така следствено на тоа. И мислиме дека во Македонија треба да почнеме да зборуваме за унапредување на работничките права, а не само за заштита. Ние како синдикати мораме да водиме грижи и за заштита на работничките права, меѓутоа кога гледате дека од спротивната страна немате апсолутно никаква поддршка и никаков слух нити од владата, нити од работодавачите, тогаш сваќате дека сте оставени сами на себе и затоа ја користам можноста преку приликата која ни ја давате вие да ги повикам работниците во што е можно поголем број да не поддржат, затоа што од спротивната страна не бројат. Колку сме побројни, толку сме помоќни. Колку сте задоволни од синдикалната активност на работниците со оглед дека постојано упатувате повик за мобилизација? Наша главна обврска е да ги повикуваме работниците секогаш кога работниците бараат од нас некаква синдикална акција. Оваа година работниците не поддржаа во многу протести и многу штрајкови. 30 на протести организираа синдикатите здружени во Сојузот на синдикатите на Македонија и 7 штрајкови на ниво на работодавач. Поддршката од работниците е неопходна во поголем број затоа што свативме оваа година дека кога одиме да протестираме, од спротивната страна не пребројуваат и гледаат колку луѓе сме дошле и сметаат дека само на тие луѓе кои доаѓаат на протестите, само на тие луѓе им е потребна зголемување на платата, подобри услови за работа, пристојни услови за живот и слично. И затоа сакам да искористам секоја прилика, особено овие последни месеци од годината, да ги повикам работниците во што е можно поголем број да не поддржат и да ни се приклучат на сите синдикални активности кои ги спроведуваме од протести и од штрајкови, затоа што така силата на работниците се мери од страна на владата. Владата има, знаете, политичката моќ. Работодавачите имаат моќта на капиталот, односно на парите, а ние работниците имаме само нашата бројност. И мораме да сватиме дека без да излеземе на улица, без да бидеме да се чувствуваме комотни во нашите фотели, дека Слободан, ССМ, синдикалците ќе се изборат за мојата плата, ја нема потреба да ги поддржам, да излезам со нив, ќе пишувам некој статус на Facebook од време на време и на таков начин мислам дека ги поддржувам синдикатите во нивната борба, верувајте ми дека нема да дојдеме до решение. Доколку на улица излеземе поголем број на работници, тогаш веројатно ќе ги сватат работниците посериозно. Господине Трендафилов, ви благодарам за разговорот. Ви благодарам на можност. Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.